Собранието им изгласа недоврба на Дамева, Црвенковска, Демичо, Чарова, Илиевски и Мустафа, 5 члена на судскиот совет што ги избира парламентот. Најбрзите интерпелации во историјата на законодавниот дом поминаа со гласовите на владеачката коалиција на ВМРО ДПМН, Вреди и Знам, но и на опозицијската левица. СДСМ и ДУИ пак, откако ги искажаа своите аргументи, ја напуштија собраниската сала. Покрај изгласаната недоврба, пратениците изгласа и заклучоци со кои се утврдува дека овие членови ја загрозиле независноста на судството и се одговорни за падот на довербата на граѓаните во него. Во заклучоците стои дека тие го губат легитимитетот да учествуваат и одлучуваат во работата на Советот. За власта, интерпелациите се оправдани, прв чекор за реформи. За опозицијата, тие се неуставни и директен упат во судскиот систем и удар на уставниот поредок. Преседан и недозволен акт во една демократска држава. Тоа е упад во судство, која руши темелната вредност на уставниот поредок, на поделбата на државната власт, која што исто така е предвидена во членот 8 став 1 алинеја 4 од Уставот. И повреда на основното начело на еднаквост на членовите на судскиот совет, создавајќи дискриминација помеѓу членовите. Судската власт ја вршат судовите, а не судскиот совет. Секој обид на членовите, чија што интерпелација се бара да се поистоветат со судската власт и со судиите, е надвор од Уставот и законот. Точно е дека работата на судскиот совет има влијание на сите аспекти на судската власт, па и ние за тоа влијание на аспектите на судската власт токму и денес зборуваме. ДУИ пак, иако не се согласува со гласањето за недоврба, најавува дека овие интерпелации ќе ги искористи за да поднесе интерпелации за уставните суди. Сега набрзо ќе поднесеме интерпелација за судиите на Уставниот суд, каде што се избрани во овој дом. Значи, тие го допираат тоа што е недопирливо. Значи, тие допираат каде што никој таму не смее да допира. Тие го допираат договорот, каде што е гарантиран од меѓународна страна. Иако имаа право да учествуваат во денешната расправа во парламентот, од 5 члена на судски се појави само Дамева. Не дојдов да се правдам себе си, не дојдов да се заштитам себе си, туку дојдов да застанам на страна на владење на правото, на страна на заштита на независноста и самостојноста на судската власт, да се спротивставам на селективната правда, на дискриминаторскиот однос и да укажам дека правната доктрина не познава колективна одговорност. Дојдов да застанам на страна на заштита на Уставот. Точно е, почитувани пратеници, не бев најдобриот избор за политички пазарења, ниту на одредени политичари од претходната власт, а не сум ниту на одредени политичари од оваа власт. Изгласаната недоврба за членовите не значи нивно разрешување. Власта се надева на оставки по ваквиот чин. Токму затоа заклучоците по изгласаните интерпелации ќе бидат испратени до претседателката Силјановска Давкова, но и до самиот судски совет. Катерина Нешкова, Сител телевизија.